30 години спортско новинарство, Зоран Мишевски, ќе се подсетиме на едни времења кога предизвик беше да се гледа спорт на медиумите. 30 години верувам дека Стефче ќе споделите и убави приказни и анекдоти во продолжение, но и секако ќе го споделиме значењето на овој убав јубилеј на еден спортски новинар во државава. Повели. Така е, Ване, долги 3 децении откако на битолското спортско небо блесна звездата викана Зоран Мишевски. Не за долго неговите битолчани го нарекоја битолскиот Младен Делич. Зоки, се сеќавате на тие моменти? Здраво Стефче, поздрав до гледачите на Македонска телевизија, до колегите во студиото. Се сеќавам, иако 30 години не е мал период и една убава бројка за професионална кариера, меѓутоа за некој кој цел живот сонувал да работи оваа работа и почнал така млад, сеќавањата се уште свежи. Секогаш мој предизвик бил спортот, спортското новинарство, конкретно коментирањето на спортски надпревари и еве се уште го живеам тој сон како по некое сценарио, 30 години интензивни години во кои соработувам со многу спортисти, со многу спортски медиуми, дел сум од големи спортски настани кај нас и на меѓународната сцена и мотивиран сум како и на самиот почеток, без разлика што 30 години се 30 години. Колку тој сон тешко го одсонуваат коментаторите, спортските новинари, кои за жал се во внатрешност? Па може да биде и предност, но главно е хендикеп. Се зависи од активностите, од спортските настани, конкретно во мојот град, во Битола, од епицентарот на спортските возбудувања Скопје, меѓутоа јас често патувам и надвор од нашата земја, така да не ми смета таа дистанца, но мора да ги пофалам спортските активности, спортските клубови во Битола во последните неколку години. Битола е еден голем спортски центар, кај нас клубовите се апсолутно професионализирани, луѓето кои што ги водат си ја знаат својата работа, така да убаво е и мотивира кога работиш со такви професионалци и со луѓе и клубови кои што растат. Видовме каде беа пред неколку години, каде се сега, да не ја издвојувам, меѓутоа од таа гледна точка радува што Битола има еден голем спортски напредок. Останавте верен на една од приватните телевизии, но каде се уште Мишевски е ангажиран? Па, јас работам или соработувам со многу медиуми во нашата земја, во регионот и низ Европа. Последните неколку години ги коментирам спортските збидувања од нашата земја за спорт клуб. Уредник сум на најчитаниот спортски онлайн медиум во нашата земја Гол.мк. Меѓутоа моите почетоци се врзани со телевизија, се уште сум дел од оваа телевизија и тоа ме прави и горд, бидејќи денес забележуваме дека не е лесно да се остане пократок временски период во еден медиум. Изумира помалку нашата професија, што ме загрижува, бидејќи секојдневно слушам дека голем број новинари, конкретно спортски новинари, ја заменуваат оваа наша прекрасна професија со други. Тоа е една континуирана борба и јас ќе ги повикам сите оние кои што ја имаат љубовта кон оваа професија, го сакаат спортот, ја сакаат магијата на спортското новинарство, да не се откажуваат така лесно, бидејќи има пречки, но има и убавини оваа работа. Речи си да нема светско, европско првенство, олимпијада, Мишевски да не е на лице место, да известува таму за онaj медиум за кој е задолжен. Имате ли некој се уште настварен стон и што е, може нешто да издвоите што посебно ќе го паметите? Па секогаш има сон, бидејќи настаните се толку чести, толку атрактивни, човек не може да стигне на сите, меѓутоа се обидувам да се организирам, дури и кога времето е кратко, дури и кога моите медиуми тоа не го дозволуваат. Јас од огромен ентузијазам често знам да бидам на лице место и кога може би и тоа не е планирано и кога не е потребно, бидејќи низ меѓународните настани човек може вистински да се почувствува како спортски новинар, бидејќи верувајте не е исто да се гледа на надпревар во живо и пред малите екрани, да се следи, да се пишува, да се коментира од лице место и од студио. Огромна е разликата и
мотивацијски исполнете еден професионалец многу повеќе кога ги следи спортските настани во живо. Се разбира дека има нови предизвици, тука се натпреварување на кои што не сум бил, нови места, не се работи само за спортот, конкретно за материјата, дури и предизвикот со нови земји, за нови култури, нови луѓе, тоа е се еден пакет кој што го носиме со нас. Кога би требало да бијате, би имало некоја моќ да коментирате некој натпревар, кој би го избрал? Па, јас сум некако емотивно поврзан со шампионатите во латинските земји, во Италија и во Шпанија. Секако дека би избрал некој фудбалски натпревар во било кој од овие две земји, бидејќи добро го познавам и јазикот и во Италија и во Шпанија. Често сум бил таму, посетувам многу натпревари и приватно и професионално, така да и стилот на коментирање ми е близок до нив, би издвоил некој фудбалски натпревар од Италија или од Шпанија. Последното прашање би го оставил за оној што малку повеќе го знае спорт од мене, колега Чупевски, доколку се слушаме, за на крај, кое е вашето прашање до нашиот гостин? Ване байпас Стевче знае байпас направи, знае дека Бранко има прашање, јас тука ќе се одјавам јас, Бранко превземаш, повели. Тешко е дека Стевче знам повеќе од тебе за спортот, но еве ќе го прифатам тоа како комплимент. Прашањето за одјавата ќе биде: Зоки, како постигнуваш да стигнеш секаде и дали ги имаш избројано сите надпревари и турнири на кои што си бил вон границите на Македонија? Прашање од Чупевски вели како успеваш да стигнеш на сите спортски надпревари и дали имаш некоја статистика лично твоја? Добро сум организиран и главно на почетокот од годината се обидувам да предвидам на кои настани во текот на таа година ќе присуствувам во живо. Тоа ми дава една мала предност кога си неколку месеци порано организиран. Имам статистика на бројни настани, еве би издвоил преку 50 финалиња на европските фудбалски купови, преку 100 надпревари во италијанската серија, десетици Final Four турнири на кошаркарската Евролига, на ракометниот Final Four на ракометната лига на шампиони, преку 100 надпревари на македонската фудбалска репрезентација, на домашна и меѓународна сцена, ги следам главно и спортовите кои што се кај нас најатрактивни, спортовите со топка. Бидејќи се работи за активност во повеќе медиуми, не можем конкретно да ви кажам одредена бројка на настапи, на текстови, меѓутоа навистина се многу, бидејќи се 30 години интензивна работа во повеќе медиуми. Задоволство ми е што со Бранко на некој од нив и заедно другаруваме, работиме, кошарката ние една од заедничките страсти, па се надевам дека често ќе другаруваме на Final Four турнирите на кои најчесто се гледаме и во иднина, зошто да не уште оваа година во Берлин, во мај. Зоки, ти благодарам што беше гостин, познавајќи го твојот ентузијазам, уште долги години, посебно од битола спортската сала Бојо Чулевски, ќе ги информираш нашите гледачи за спортските биднувања. Студио. Благодариме Стевче, благодариме Зоки. Кога обврските би дозволиле не на некој турнир, туку би другарувале на сите турнири, не само на фудбалски, не само на кошаркарските, туку и на фудбалските, ќе констатираме на крајот спортот за некого е живот, за некого животот е спорт.